Основната програма на фабриката за грени тела и автоделови Алгрето Дресен е производство на грени тела радиатори од типот R612 и R500 и ново усвоениот тип кој треба да стартува во месец април R200, со што се комплетира потполниот асортиман на грените тела. Со програмата за автоделовите се уште немаме почнато, меѓутоа постојат реални можности за вклопување на нашата организација во фамилијата Застава преку Тоза Драговиќ од Охрид, зашто при посетата на представниците од Застава Крагуевац беше донесена заедничка оцена дека постојат реални можности за вклопување во нивната програма и усогласување на натамошниот развој на нашава организација. Натаму имаме можности за производство на останала метална галантерија, околу 400 тони одливци од сламин. Вкупниот капацитет на нашата организација е 600.000 радиаторски елементи или околу 6,5 стари милиарди динари вкупен приход. На полето на проширувањето на асортиманот веќе имаме конкретна реализација на усвојување на програмата за одливци од силомин за електромотори за потребите на микронот прилеп, додека во тек е самоуправното договарање за пратење на програмите од останалата металопреработувачка индустрија за метален завод Тито, Радне Кончар од Скопје и најавените разговори со Аутокаросерија 11. октомври од Скопје. Со редовно производство почнато е на 1. април 1977 година, меѓутоа во почетокот се соочивме со прилично потешкоти околу совладување на технологијата на производството, уходување на работната снага и проблеми околу финансирањето на веќе ново отпочнатата работна организација. Меѓутоа, со тек на време, сите тие потешкоти беа совладувани, захвалувајќи на ентусијазмот на младиот колектив, во кој просечна овај старосна структура е 22 години и со вонредни напори технологијата е совладана, за што говорат и атестите добиени од институтите на Загреб и Љубљана. Истата потврда ја добиваме и со веќе монтираните 250.000 елементи произведени во текот на 1977 година, кои што се наоѓаат монтирани и веќе во функција и кои што представуваат права реклама за квалитетниот и естетски обликуваниот најнов производ на радиатор. Во реализација на сите досегашни напори, посебно треба да се истакне улогата на самоуправните органи во нашата работна организација и основната организација на ЕСКА, на добро човечките односи во нашата организација и функционирање на системот на информирање за разрешување на сите проблеми во работењето. На сите собири на работните луѓе и покрај тоа што Алгрета е мала организација која дури сега во вистинска смисла на зборот представува организација на здружен труд, конституирана според одредбите на Законот за здружен труд и супствените самоуправни акти, се истакнува успехот во работењето на сите самоуправни органи во изминатиот период. Проблемите и тешкотиите во производството кои се јавуваа во 1977 година со заедничко ангажирање на сите вработени, кои пред се водеа сметка за заедничкиот општествен интерес на сите работни луѓе, со успех беа решавани и отстранувани. За тоа најдобро говорат досега остварените работни успеси. Продуктивноста во работењето од ден на ден се зголемува и веќе го постигнавме проектираниот капацитет на радиатори од 50.000 елементи месечно. На полето на пласманот во почетокот се судривме со прилично проблеми, имајќи ја во обзир традицијата на веќе конкурентските наши организации,
кој ги има 15 на број во Југославија, меѓутоа, благодарејќи на контактите со проектантските, монтажерските и трговските организации во нашата република и вон од неа, тие тешкоти брзо беа совладани и веќе се наоѓаме во една ситуација кога тешко можеме да одговориме на одредени обврски. Планираниот капацитет на производство во 78 година од 600.000 радиатори е веќе на одреден начин ангажиран, затоа што се јаве голем интерес не само во Републиката, него и вон од неа, така да се наоѓаме во една ситуација да во најскоро време мора да преземе напори за проширување на постојниот капацитет, како би ги задоволиле сите желби на организациите кои се уват како наш потрошач, а во исто време овозможиме и простор за евентуално прифаќање на програмата од Застава. Вкупно вработени се 159 работници по структура 8 со високо стручно образование, 14 со виша стручна спрема, 75 со средно квалификувано и високо квалификувано образование. Во нашите натамошни развојни концепции секако не сметаме дека ќе останеме на ниво новој производен капацитет и целокупните наши напори и зафати се за дуплирање и проширување на постојниот капацитет, како би можеле да навремено одговориме на интензивниот темпо на градба во Македонија, да ја запазиме експедитивноста во испораката со нашите партнери, а во исто време да обезбедиме простор за вклопување во фамилијата на Застава. Алгрета секако нема да се задоволи со досега постигнатите резултати и оваа работна организација и натаму ќе се развива, но за разлика од минатата година со побрзо темпо. Стекнатото искуство во совладувањето на тешкотиите на кадровски и производствен план, како и во решавањето на проблемите поврзани со пласманот на готовите производи на пазарот, ќе биде од голема корист за натамошниот развој. За краток временски период, Алгрета се афирмираше со квалитетот на своите производи, а нејзините работни луѓе уште сега посакуваат фабриката да го зголеми постоешкиот капацитет и да се отворат нови работни места. Тие цврсто веруваат дека на овој начин и со максимално ангажирање во извршувањето на работните задачи ќе допринесат многу во развојот на целата општина Ресен. Во наредниве минути ќе ве запознаеме со работата и луѓето на модната конфекција Бродчанка од македонски брод, дислоциран погон на Астибор. За почетните чекори и остварувањето на се поголеми работни резултати ќе говорат работните луѓе од оваа мала и млада производствена организација. Погонот е формиран 1970 година како додатна дејност на тутунскиот комбинат и почна да работи со 8 работници
во 1984 година бројот на вработените достигнува до 68 вработени. Од 1 јануари 1976 година текстилниот погон се одвојува како самостојна организација на здружен труд и како таква работи до 7 септембар 1976 година. Уште во мај месец 1976 година воспоставена е деловно техничка соработка со модната конфекција Астибо од Штип, со што е почнато да се произведува пижами за домашен пазар и за извоз. Во септември 1976 година преку референдум, тогашната организација на здружен труд Бродтекс се интегрира со модната конфекција Астибо Штип, со што станува член во семејството на афирмираната модна конфекција од Штип. Веднаш по интеграцијата примени се на обучавање 70 нови работнички, кои во февруар 1977 година се примени во стален работен однос. Така да, денеска погонот брои 150 вработени. Текстилната дејност во стопанството на општината е млада стопанска гранка, која по бројот на вработените, а и по финансиските показатели за кусо време постигна видни резултати и се вбројува во поголемите работни организации во општината. Во почетокот од својата работа, овај млад работен колектив имаше потешкоти и со остварувањето на астибовите норми. Меѓутоа, со работата на еден исти артикал и со големата стручна помош која што е дава Астибо, технологијата е брзо совладана, набавени се нови машини, погонот е заокружен со сите потребни технички апарати и помагала, што е и неопходно потребно за пратење на современата технологија. Погонот работи во две смени, со по две бригади во смена. Со бригадите раководи бригадир. Нашата цел со работата во бригадите е да постигнеме што подобар квалитет и поголем капацитет. Квалитетот на работата во бригадите го прати контрола, која што секој произведен артикал го проверува и најмалите грешки се уочуваат. Нормално не се дозволува тоа да замени до потрошувачите. Нашата цел е квалитетот не да се запри на крајот, од кога веќе грешките ќе настанат, него секаква грешка која што настанува ја спречаваме одма на почетокот. Тоа е постигнато со стална и систематска контрола на работата во ланците. Секоја работна операција, сите работни места се нормирани. Нормално, нормите се такви што секој работник со систематска работа може да ги постигне. Можностите за остварувањето на нормата во Астибо се добри, со тоа што заработката на работниците не се ограничува. Таа може да оди до доста висока, со едно добро и нормално залагање на секој вработ. Дали они често ја надминуваат таа норма? Да, имаме случаеви, доста, кога нормата се извршува над 100%, со тоа што ние сме застапени скоро секој месец на ниво на Астибо со месечни ударници, а што е и понос на овој колектив, имаме и годишен ударник на ниво на основна организација, на ниво на Астибо. Вие сте ударник за месец февруари. Како го постигнавте тоа? Па, ако вложиш труд, можеш да ја постигнеш нормата. Со работа, не? Да. Што мислите, дали би можеле да станете и годишен ударник? Како се работи, може, зашто не. Вие сте годишен ударник. Што значи тоа? А тоа значи едно напредување кај работниците, задоволство. Љубов за работата, ако се работи повеќе може да се биде ударник. Да се надмине нормата 100% нагоре, тоа значи ударник и поголемо, ќе заработиш повеќе пари, повеќе поголемо ударничето бидува тогаш. И од работникот зависи ако сакаш. Ако се работи може да биде ударник секој ден, ако се не работи не може да се постигне.
Вработените во погонот Брочанка се редовно информирани за сите настани кои што се случуваат на ниво на основната организација и во сите дислоцирани погони кои што ги има Астибо во другите градови од Македонија. Редовно во погонот доаѓа Астибовиот весник кој што ги информира работниците за сите најнови настани кои што настанале во Астибо, мислам во големата фамилија на Астибо. Ги истакнува редовно ударниците, месечните ударници на Астибо од сите основни организации и дислоцирани погони, со тоа што се постигнува и еден убав, мислам, ефект меѓу работниците. Редовно се појавуваат и фотографиите на ударниците. Служат како пример. Да, служат како пример на останатите работници. Натаму, сите самоуправни акти кои што се усвојуваат во нашиот погон, мислам, на ниво на Астибо, редовно се доставуваат на секој вработен. Значи, примерок од самоуправните акти кај нас поседува секој вработен, а со тоа мислам дека можноста е голема за тој да може да се послужи со самоуправните акти во случај да му бидат потребни. Со самата интеграција со Астибо имаме општествена бесплатна исхрана. Бесплатната исхрана добиваме во 2 смени и тоа може да биде поволно за нас, затоа што се повеќе работници од околните села. Ние чувме дека постои и некаква солидарна сабота. Што е тоа? Да, имаме и солидарни саботи, затоа што нас ни дојдоа малу добри, затоа што можеме да направиме некоја екскурзија тие со тие пари или, пример, се мисли понатака се гради детска градинка и така да затоа се сложи колективот да работиме солидарна сабота. Доколку на некој работник му е потребна помош, дали би можело таа солидарност да се Би можело. Можело Кој решава за тоа? работната заедница. Работниот собор. Значи сами одлучуваат. Сами одлучуваат. Затоа што тие пари исклучиво се за тоа. Што значи погонот Брочанка за луѓето од овој крај? Брочанка погонот значи за вработување на нас, мислам, младите. Бидејќи ако не беше Брочанка, ќе биле повеќе дома или непозапослени со други работи и ќе мораше да одиме и странство било каде. Значењето на овој дислоциран погон на Астибо за општината Македонски Брод е во толку поголемо што запослува женска работна рака која што до формирањето на овој погон, односно до интеграцијата со Астибо, немала каде да се запосли, уште и ако се имало предвид што општината Македонски Брод зафаќа една голема површина, мислам, има доста села кои што пред да се даде оваа можност на вработување се одселуваја од општината Македонски Брод. Напоредно со совладувањето на технологијата која што Астибо е поставува во погонот Брочанка, сметаме, а и наша желба е погонот да расти, односно бројот на вработените понатаки да се зголемува.